Штип започна фаза на наменско уривање, експроприација во централното градско подречје и надвор од него, со што градот сообраќајно ќе дише со полн капацитет, а визуелно ќе доживее и големи промени. И денес влегуваме со активност за рушење на овие два објекти во центарот на градот, кои со години наназад беа потенцијална опасност за околните жители, затоа што беа склонопадни, но и едно ругло на градот во строгиот центар. Станува збор за проект кој градоначалникот Јорданов го вади од фиока и го оживува со конкретни активности кои започнаа со уривање на руинирани згради помеѓу трговскиот центар и хотелот Гарни. Но освен тука, вакви објекти ќе се уриваат и во други делови на градот. Сакам да најавам и други активности поврзани со рушење на вакви руинирани објекти. Сигурно забележувате дека во центарот на градот има вакви локации кои имат потреба да бидат урбанизирани. Една таква локација е локацијата наспроти Стопанска банка, која е на стамбени деловен простор и која за која општина Штип веќе има покренето иницијатива за оспособување, рамнење и рушење на руинираните објекти кои се наоѓаат во строгиот центар на градот. Плановите на Јорданов во случајов се градежно комплексни и се однесуваат на повеќе локации. Освен руинирани објекти во централното градско подрачје, мора да се спроведе процес на експроприација на објекти, куќи кои се наоѓаат на сообраќајници согласно детален урбанистички план. Еден таков потек кој ќе биде исчистен, срушен, а е на сообраќајница, е на излезот од градот, практично од Лукоил кон населбата Три Чешми, се предвидува согласно проектот и согласно деталниот урбанистички план булеварско уредување, практично продолжување на булеварот Гоце Делчев, и на самата траса се наоѓаат десетина објекти кои мора да бидат експроприирани, срушени. Освен споменатите локации каде Штип старото ќе го замени за ново и кои се многу важни, локацијата на која во моментот се наоѓам јас е веројатно сообраќајно најважна. Зашто станува збор и каков е планот на градоначалникот Јорданов? Друга делница која општината ќе започне со работа е во непосредна близина на локацијата каде што моментално се наоѓаме, а тоа е продолжување на сообраќајницата Вардарска, која треба да излегува директно кај практично кај седумте кули или кај црвените и зелените кули, поточно познати за нашите сограѓани, со нова крстосница, поврзувајќи се со улицата Иволова Рибар и пробивајќи ја улицата Славчо Стоменски веднаш до црвените и зелените кули. Овие активности започнуваат од денеска, а ќе се спроведуваат во наредните месеци. За секој проект ќе има засебна динамика.